вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи во наредните 50 на минути, и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Минатата недела, значи пред 7 дена, се случи првиот круг на локалните избори. Бројките ги знаете, почитувани гледачи. Во оваа емисија ние ќе ја понудиме ексклузивна анализа и ексклузивни информации како се стигна до тие бројки. Со еден збор кажано, ако треба да одговориме што се случи минатата недела се случи можеби финалната операција за политичко рушење на Никола Груевски или обид за финално рушење на Никола Груевски. Дали тоа на крајот ќе излезе така како што посакувале сценаристите, ќе видиме во наредниот период. Добро вечер, Скопје! Добро вечер, Македонија! Почувани граѓани, нека ви е честито и вечна слобода! Што се случи во неделата на првиот круг на локалните избори? Се случи една изборна операција која беше подготвувана со години и која беше фантастично спроведена. Партијата, односно ВМРО-ДПМН, беше погрешно насочувана со лажни анкети на јавното мислење во рамки на Република Македонија. Тие анкети беа правени од луѓе од најголема доверба на партијата, односно луѓе кои правеле анкети за партијата изминатите 10 на години. Времето ќе покаже дали тие анкети намерно биле погрешно направени или биле погрешно направени во соработка на анкетарите или анкетоманите со одредени мокни дипломатски структури кои функционираат на територијата на Република Македонија. И како второ, беше украден оперативниот систем ОП3 или она позната тројна структура или тројки структура која изминатите 27 години беше арбетот и кичмата на функционирањето на ВМРО-ДПМН. Сите системи, сите шеми, сите контакти на луѓе, сите оперативни групации беа пренесени на соседната или конкурентската политичка партија и на стратезите кои работеа на операцијата за растурање на ВМРО-ДПМН. Како тие информации завршија во раците на одредени структури блиски на македонските безбедносни органи и на одредени мокни дипломатски структури во Република Македонија, партијата веројатно ќе треба да го даде одговорот во наредните неколку недели. Меѓутоа, како што сега стојат работите и во текот на самата кампања, кога веќе се почувствувало дека тие оперативни податоци завршиле во адреса или во раце на луѓе кај што не требало да завршат, почнала веќе чистката на одредени оперативни или локални структури кои беа продадени во текот на изборната кампања. Веројатно си го поставувате прашањето, почитувани гледачи, како е можно тој оперативен систем или тој работен систем за функционирање оперативно во дел на изборни кампањи и на партиско организирање на ВМРО-ДПМН, наречен ОП3, да заврши во рацете на другите политички субјекти. Тоа е направено со помош на поранишни членови на партијата, кои некаде пред 3 или пред 4 месеци решија да напаѓаат структурата или да напаѓаат ВМРО-ДПМН, барајќи реформи во самата партија. Почитувани членови на ВМРО-ДПМН, времето на груевизмот во ВМРО-ДПМН и во Република Македонија заврши. Целата државна структура беше ставена во функција на добивање на изборите од страна на СДСМ. Например, градот Гевгелија е град каде што никогаш досега немало позначени изборни нерегуларности или нарушување на изборниот процес. Меѓутоа, тоа што се случи изминатите 30 на дена или изминатите месец и пол дена во Гевгелија, навистина треба да биде презентирано во рамките на оваа емисија. ВМРО-ДПМН во своите внатрешни анализи кој треба да биде кандидат за градоначалник на Гевгелија има направено одредени внатрешни анкети. На тие анкети убедливо на прво место името на еден доктор, од разбирливи причини не го спомнуваме, станува збор за угледен доктор кој функционира во градот Гевгелија. Со тој доктор е направен договор, поминува на анкетите и е избран да биде кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН на локалните избори на 15 октомври. Само еден ден од кога докторот прифаќа да биде кандидат за градоначалник на ВМРО-ДПМН во Гевгелија, него му пристапуваат луѓе со потекло од Гевгелија кои се во исклучителни блиски односи или во исклучителни блиски релации со структурите на специјалното јавно обвинителство. Му презентираат на докторот одредени информации, му се заканува дека ќе го компрометираат во рамки на Гевгелија и пред пошироката македонска јавност и само еден ден од кога веќе има прифатено кандидатурата да биде кандидат на ВМРО-ДПМН за градоначалник во Гевгелија, тој човек или тој доктор се повлекува таа кандидатура. Се прави ново внатрешно прегрупирање и нова внатрешна анализа кој треба да биде нов кандидат. Се избира нов човек, кој исто така е доктор. И тој поминува низ истата таа операција или низ истото тоа сценарио, му се закануват и тој се откажува. На крај ВМРО-ДПМН
на изборите за градоначелник во Вегелија оди со досегашниот кандидат, тој е господинот Франгов, и доживува тежок изборен пораз. Меѓутоа тоа не е се, почитани гледачи. Поранешниот носител на листата советничка на изборите 2013 година за ВМРО ДПМН во градот Гевгелија, господин Томи Кичуков, нови избори оди со своја независна советничка листа. Таа независна советничка листа освоја некаде околу 1900 до 2000 гласови и тоа ги определува изборите во Гевгелија. Чудно е дека господинот Томи Кичуков, кој е носител на таа листа, а кој 2013 година бил носител на листата на ВМРО ДПМН во градот Гевгелија, е во блиски, исклучително блиски односи со првиот човек на специјалното јавно обвинителство, госпоѓата Катица Јанева, односно поранешниот починат сопруг на госпоѓата Катица Јанева, е роден Вујко, значи брат на неговата мајка, на господинот Томи Кичуков. Томи Кичуков ги определува изборите во Гевгелија, а победува, повторно погодувате, близок роднина на Катица Јанева, кој во роднински, сватовски врски поврзан со неа. И да не збориме во празно, ќе презентираме бројките од изборите или локалните избори во Гевгелија. Но советничките листи, кај што има листа господин Томи Кичуков, СДСМ освоја 7248 гласови, ВМРО ДПМН освоја 4946 гласови. Томи Кичуков или таа независна листа освоја 1989 гласови, Левица 340 и Народната демократска партија на Бачев, господинот Бачев освоја 141 глас. Меѓутоа на градоначалничките листи господинот Саше Поцков освоја 8345 гласови, господинот Франгов 5982. Гледате, од листата на Томи Кичуков поголем дел од гласовите завршуваат на контото на СДСМ, а не на контото на ВМРО. Тоа е всушност таа операција, кој со помош на бомбите, кој со помош на целиот тој апарат на државен репресивен начин на функционирање во рамки Република Македонија, одредени видни ВМРО-вски структури се уценети или натерани да гласат за другата или опозитната политичка опција. Што се однесува до градоначалниците, ние да ја потенцираме нашата независност со тоа што јасно изјавуваме дека не поддржуваме никој од кандидатите за градоначалници на политичките партии. И ова е само еден пример, почитувани гледачи, кој го раскажавме или кој го анализиравме во наша вечерашна емисија. Такви примери има милион во рамки на Република Македонија, посебно такви примери кои се случи на 15 октомври. Нови избори, разликата помеѓу СДСМ и ВМРО на советничките листи некаде околу 80.000 гласови. Кога на таа бројка на гласови освојена страна на ВМРО ДПМН ќе ги доставиме или ќе ги собереме гласовите на советничките листи на коалиционите партнери, например Гром на Стефче Акимовски, тогаш разликата некаде околу 60.000 гласови. Тоа навистина не е разлика од рангот на она разлика со која губеше Радмила Шекаринска 2008 година, кога разликата беше некаде околу 260.000 гласови, или разликата со која 2014 година изгуби Зоран Заев повеќе од 200.000 гласови, или некаде разликата од 2002 година кога Лупчо Георгиевски беше поразен на 15 септември од Бранко Црвенковски и тогаш разликата беше некаде околу 190 до 200.000 гласови, меѓутоа сепак станува збор за тежок изборен пораз на ВМРО ДПМН. Натрешните анализи на ВМРО ДПМН и тоа што вечерва го правиме во оваа емисија, веројатно ќе треба да одговорат на што се должи таквиот тежок изборен пораз на ВМРО ДПМН. Меѓутоа повторувам, таа разлика некаде од 60 до 65.000 гласови колку што реално изгуби ВМРО ДПМН. Нови избори одговара на изборниот резултат на СДСМ 2011 година, кога разликата помеѓу Никола Груевски и Бранко Црвенковски беше некаде околу 67.000 гласови. Самиот почеток сакам да искажам мојата благодарност до сите оние граѓани кои денес ја дадува својата поддршка на кандидатите на Социјалдемократскиот сојуз и на Сојузот за иднината. Во исто време сакам и да им честитам на храброст. Зошто? Затоа што Македонија со ваква власт, со ваков режим на власт, навистина стана земја во која што човек да го даде својот глас за опозицијата, треба да биде многу храбар човек, спремен да ги преземе сите ризици. Две политички кариери, она на Бранко Црвенковски, она на Никола Груевски, сериозно крахират на двата последни изборни циклуси или на локалните избори во Република Македонија. Кариерата на Бранко Црвенковски крахираше на локалните избори 2013 година. Кариерата на Никола Груевски сериозно крахираше после 11 победи на изборите на локалните избори пред една недела. Првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера и беа креирани нефер услови во кои што се одвиваше изборната кампања. Во предизборието имаше физички пресметки, убиство,
закани, притисоци. Од официјални државни органи имаше закани врз нашите кандидати за градоначалници. Се креираше атмосфера на страв и заплашувања со која се трудеа да влијаат на луѓето и нивната демотивираност. Ако направите одредена суптилна политичка анализа, почитани гледачи, самите ќе дојдете до заклучок дека изборниот круг или политичкиот круг се затвора во некоја правилна геометриска форма во рок од неполни 5 години, односно со два стожерни датуми. Кариерата на Бранко Цренковски зависи од стожерниот датум, тој е 24 декември 2012 година. Кариерата на Никола Груевски важи или зависи од тој стожерен датум, тој е 27 април 2017 година. Тие два стожерни датуми, тој политички правилен геометриски круг може би да определи кариерата на едниот или на другиот. Што се случи на 24 декември 2012 година, одредена политичка драма, кога пратениците на македонската опозиција беа исфрлени од македонскиот парламент. Македонија се наоѓаше на чекор до граѓанска војна, кога во центарот на Скопје, пред македонскиот парламент, се судрија приврзаниците на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Приврзаниците или пратениците на опозицијата бара и добија конфликт, беа исфрлени од македонскиот парламент. Тоа всушност требаше да послужи за влез во една политичка криза. За среќа или за несреќа, кој како ги гледа работите, не дојде до понатамошна ескалација на целата таа политичка криза. Всушност тоа што беше почнато на 24 декември 2012 година ескалираше, можеби на 27 април 2017 година. Народе македонски, главата горе. Овој ден ќе се памети и како трагичен, и како голем во историјата на овој народ. Таа 2012 година СДСМ веќе беше повеќе од 8 години во опозиција. Тоа дополнително ја зголемуваше нервозата внатре во структурите на СДСМ. Сите од Бранко Цренковски очекува победа на изборите, кој веќе ги изгуби парламентарните избори 2011 година. СДСМ го спроведи проектот Работно лето и сите очекува победа на изборите, иако ретензите тоа не го кажува. Тоа дополнително ја зголемуваше нервозата и таа ескалираше на 24 декември 2012 година. Подоцна на локалните избори 2013 година се случи тотален продолом на СДСМ и на Бранко Цренковски. Господине Цренковски, се сеќавате ли кога последен пат СДСМ победил на избори? Да, се сеќавам. 2004 година на претседателските избори, кога јас бев кандидат за претседател на државата. Сега сака да ја номинират СДСМ за Нобелова награда за мир. Никого не сте победили на избори 6-7 години. Мислам дека ќе сгрешат, бидејќи веќе во март имаме намера да го победиме овој режим на Никола Груевски. Гледате, почитани гледачи, тоа е политичка карма. 2013 година Бранко Цренковски беше казнет поради тие тензии кои беа правени во македонското општество, во македонската јавност и на македонската политичка сцена. СДСМ на локалните извори освои едва и 4 општините, општините Центар, Куманово, Струмица и Ранковце. На изборите на 15 октомври ВМРО ДПМН и Никола Груевски беа обвинети дека се креатори на тензите во рамки на Република Македонија, или цената за тоа што се случи на 27 април оваа година падна на плеките или фактурата мораше да плати Никола Груевски и освоја само 3 општини во првиот круг на локалните избори. Тоа покажува дека македонската јавност е веќе презаситена од тензии во општеството, дека македонската јавност, дека македонското општество сака да влезе во една мирна политичка разврска, дека тие екстреми кои можеби досега функционирале на македонската политичка сцена треба полека да бидат пратени во историјата, а Македонија да почне да се движи кон одредено граѓанско општество со одредени елементи на јасна, прецизна определба на националниот македонски карактер на македонска држава. Меѓутоа тензиите се нешто што македонскиот гласач не ги сака. Македонскиот гласач и 2013 на локалните избори, 2017 на локалните избори ги казни тие политички тензии. Сакам да го осудам насилството кое поединци го направија, напаѓајќи и лично повредувајќи поголем број пратеници. Никогаш не сум оправдувал насилство, независно кој и зошто го предизвикал. Повикувам институциите да направат брза и ефикасна истрага и да ги откријат виновниците и да обезбедат докази, а веднаш потоа да ги изведат пред суд оние кои им нанесоа повреди на пратениците.
на граѓаните и на полицајците. Никогаш во животот не сум помислил ниту на вас да дојдам, ниту да останам со насилства и со физички повреди на други лица. Ниту пак поддржувам други да го прават тоа. Како такви кои ме поддржуваат мене, така и моите опоненти. Повикувам исто така да не се ставаат во ист кош огромното мнозинство граѓани кои со денови мирно протестираа и оние кои никого не повредија, со оние кои тоа го направија вечерва. Те имаат право на протест, на изразување ревот и на демократска борба за она во што веруваат, за доброто на Македонија. Од сегашна временска дистанца, се оно што случуваше денес или изминатите неколку години во рамки на Република Македонија беше набележено во таа стратегија Надеж, која некаде 2008-2009 година Словенечката агенција Присток за потребите на тогашниот претседател на Република Македонија Бранко Цренковски за 350.000 евра ја напиша или изготви таа стратегија. Врз база на таа стратегија Бранко Цренковски делуваше како лидер на СДСМ. Подоцна врз база на таа стратегија делуваше и Зоран Заев со одредено дополнување и надградување со бомбите кои се вметнуваат во таа стратегија некаде 2014-2015 година. Есенцијата на таа стратегија преку улични протести и тензии во општеството до одредено насилно менување на власта во Република Македонија. Вие напишавте една анализа кај што велите овој проект всушност не е проект на Зоран Заев. Не. Посочувате три имени: Зоран Верушевски, Владе Милчин и Љубомир Фрчковски. Да. Велите Зоран Верушевски го опреми со прислушкувани материјали, значи му даде муниција да може да се бори. Му даде оружје со кое он е неприкосновен владетел, меѓутоа треба да знаеш нешто. Владе Милчин му стави медиуми на располагање и му стави комплетно средства од Сорос, а Љубомир Фрчковски му даде на интелектуално лакирање на Социјалдемократски сојуз, во кој нема интелектуалци. Како партија наследничка на Комунистичката партија на Република Македонија, Социјалдемократскиот сојуз е партија во чиј код, во чија генетика се вградени два базни принципи, или самата партија е градена врз темелите на тие два базни принципи. Првиот принцип е борба против бугарскиот врхавизам или таа политика на Бугарија за бугаризација на македонскиот идентитет. И вториот принцип е борба против балистичките тенденции за подолба на Република Македонија, дали формално правно, дали федеративно. Тие два принципи се суи генерис на постоењето на СДСМ. Зоран Заев одстапува сериозно од двата основни принципи врз кои функционирала СДСМ, а претходно Комунистичката партија на Република Македонија или Социјалистичка република или Федеративна Република Македонија. И тука на некој начин изненадува молчењето на Бранко Цренковски, кој се смета како ДНК на сегашната СДСМ. Зошто Бранко Цренковски воопшто не проговорува ниту против Тиранската платформа, ниту против договорот помеѓу Зоран Заев и Бојко Борисов. Иако многумина смета дека Зоран Заев со помош на бомбите го уценува Бранко Цренковски, јас мислам дека суштината е во нешто сосема друго, или оди во еден сосема друг правец, а тоа е дека Зоран Заев не го уценува Бранко Цренковски, туку му ветил или се договорил со Бранко Цренковски. Бранко Цренковски своето молчење визави Тиранската платформа и договорот со Бугарија да го наплати со нова председателска номинација на изборите 2019 година, односно Зоран Заев му ветил на Бранко Цренковски дека со помош на Али Ахмети ќе го направи нов председател 2019 година. Какви се односите на Бранко Цренковски и Зоран Верушевски? Па она што јас знам лоши, меѓутоа ја не верувам дека се лоши. Ја не верувам дека се лоши. После 20 кусур години пријателство не верувам дека може да бидат лоши. Стојат ли цело време Зоран Верушевски и Бранко Цренковски зад Зоран Заев и ово што сега се прави? Па да не стоја они позади него, Зоран Заев немаше ни градоначалник да биде. Господине Палевски, директно ќе ја прашам. Дали Бранко Цренковски со помош на Зоран Заев и Зоран Верушевски им се свети на сите бизнисмени во Република Македонија, кои во мандатот на ВМРО ДПМН направиле пари и му свртеле грб на големиот Бранко Цренковски? Сигурно. Рекет е направен из државата од Зоран Заев. Како велат економистите, во животот и во економијата нема неплатен ручек. Некој на крај мора да ја плати цената на ручекот или цената на тоа што е изедено. Последните 4 години, гледајќи како од сцената исчезнува неговиот најголем политички противник, тој е Бранко Цренковски, сега на 15 октомври дојде време фактурата или цената да ја плати Никола Груевски. Ќе видиме дали Никола Груевски ќе има судбината на Бранко Цренковски или сепак ќе има доволен капитал дека после 11
uzastopni ili posledovatelni izborni pobjedi nekade od 2006. do 2017. godina Nikola Gruevski ima pravo i jedan loš izboran rezultat. Никој во рамки на Република Македонија, никој во македонската историја, поновата македонска историја, последните 27 години нема победено на толку избори колку што има победено Никола Груевски. Ќе видиме дали партијското членство ќе му прости овој тежок изборен пораз или ќе му даде уште една шанса да ја реформира ВМРО ДПМН и да ја донесе до нова изборна победа дали на председателските, парламентарните или идните локални избори. За прв пат во историјата на Македонија, полициски джипови кружеа со партиски симпатизери на СДСМ во истите автомобили. Се тоа имаше свое влијание на изборниот резултат. И овие нешта допринесоа за водство или некаде за победа на СДСМ во повеќе општини. Тоа што се случи на 15 октомври, темелите на таквиот изборен резултат беа поставени на 27 април, односно немилите настани кои се случија на 27 април во македонскиот парламент ги удира темелите на изборните резултати на 15 октомври, односно на 27 април беше трасиран патот на Зоран Заев за засвојување на власта во Република Македонија, а на 27 април беше трасиран патот на Никола Груевски да замени во опозиција. Тоа всушност се случи у четвртокот. Во четвртокот се случи завршниот чин од драмолетката наречена насилна промена на власта во Република Македонија, односно ова беше завршеток на предизборниот инженеринг, на кој бевме сведоци 2 години, изборниот инженеринг кој траеше 2 недели со обидот на повторено гласање во ТРЦ да се смени изборниот резултат и на постизборниот инженеринг со кој се принуди политичката партија ДУИ да коалицира со СДСМ. Ова беше очекувано финале, затоа што режисерот, сценаристот на сето ова едноставно го поттикнуваше Зоран Заев на насилно преземање на власта. Сега е веќе јасно, почитувани гледачи, дека сериозни странски безбедносни структури и сериозни регионални безбедносни структури беа учесници во оние немили настани што се случија на 27 април оваа година. Знаете, никој не може да му убеди дека сериозно истренирани луѓе би влегле во македонскиот парламент, би се доближиле до Зоран Заев. И Зоран Заев би поминал само со една гребнатина на своето чело. Такви структури и такви луѓе завршуваат работа без око да им трепни. Ова всушност значи дека целата таа операција била добро изрежирана, исценирана и спроведена. Низ вода беше пуштен само поранешниот шеф на БИА или Безбедносно-информативната агенција на соседна Србија. И кој е тај човек? Македонske службе, sve službe prisutne u Makedoniji znaju po imenice svih onih 10-ak ljudi koji su bili pod maskama. Ali evo ja kažem da i danas pratim makedonske medije. Ja ne vidim akcenat njihove pažnje, hajmo da vidimo ko su ti ljudi, hajmo da vidimo ko je te ljude držao na vezi, hajmo da vidimo šta stoji iza toga. Makedonska javnost je zaluđena sa pričom o Goranu Živaljeviću i njegovom boravku u Sobranju. Ајде да видиме кој де факто е Горан Живалјевиќ, поранешниот шеф на БИА или Безбедносно-информативната агенција на соседна Србија, во моментот кога се случуваат настаните на 27 април ЕАТШ за безбедност на соседна Србија во Скопје. Горан Живалјевиќ, значи агент Безбедносно-информативне агенције. Онај чувени из Македонија, из парламента беше. Горан Живалјевиќ е 99. године. Ја причам по судским списима, значи не е оно што е Југослав Петрушич измислио. Он je bio u Crnoj Gori sa Stevanom Bastom da obeleži Vuka Draškovića da bude ubijen. I bio u direktnom kontaktu sa Miletom Lukovićem i Dušanom Spasovićem. Goran Živaljević je 8. novembra 1999. godine oteo pištolj od mene i taj pištolj dao Dobrosavu Gavriću da bude ubijen Željko Ražnatović Arka. Arkan je ubijen iz vašeg pištolja? Tako je, nikad mi pištolj nije vraćen, pokazat ću ti dokumenta. Umjesto Goran Živaljević da bude izbačen iz službe. Zašto? Zato što je učestvovao 99. u Crnoj Gori u pokušaju ubistva Vuka Draškovića. Zato što je pomogao da se otme Ivan Stabolić. Zato što me oteo i oteo mi pištolj 99. godine. Zato što je prikrio snajpersku pušku Antis-12 u atentatu Zorana Đinđića. Zato što je bio u direktnoj vezi sa Dušanom Spasovićem i Miletom Lukovićem. I sa 400 drugih kriminalaca koje je nagovarao ko koga da ubije.
Сега е веќе јасно дека немилите настани на 27 април стана товар околу вратот на Никола Груевски или камен кој беше врзан околу ногата на партијата ВМРО ДПМНЕ. Се појавија две структури во внатре партиските релации. Едната која сметаше дека тоа што се случи на 27 април воопшто не беше потребно на партијата и дека ја прави сериозна штета на ВМРО ДПМНЕ, и втората структура дека тоа што се случи на 27 април не требаше да остане само на тоа, дека требаше партијата или луѓе блиски на партијата да одат до крај. Едната структура која сметаше дека воопшто не требаше да се случи 27 април се профилираше во реформска десница. Втората структура која сметаше дека на 27 април не требаше да се застани само на одредени повреди, туку требаше да се оди многу побрутално и многу пофатно, всушност се промовираше во патриотска десница. За 27 април 2017 година мојот личен став е и ставот на реформаторите дека не требаше да се случи на Република Македонија. И тоа е точка која што не смее да се повтори уште еднаш на нашата држава. Многу да смета дека на 27 април во Македонија се случи 5 октомври, или тоа што се случи 5 октомври 2000 година, кога беше инаугурирана една структура на ДОС, Зоран Джинџич, Војслав Костуница, и беше замената структурата на Слободан Милошевич, со истите пари, средства од Америка, отпор, невладини организации, шарени револуција, така натаму и така натаму, и овде на еден начин насила беше направен тој наш 5 октомври. Од тој 27 април работите одат, што се вели, како на филмска лента. Така, јас бих кажал, од друга страна, за мене, 27 април може во иднина, не сега, во иднина, ќе биде споредуван, јас дури го напишав, ќе биде државен празник како 11 октомври. Пошто на 27 април дел од македонскиот народ, храбри македонци, се обидаа со голи раце да се спротивстават на тој пуч, на тој државен удар. Ови се тешки збори, знаете, свесен сте кои харанги, кои напади ќе имате после вакви кажани збори дека тоа ќе биде 27 април како 11 октомври. Јас тоа сум го и напишал, да. и тоа ќе биде. Тоа ќе биде иако независно по што ќе помине. Пред 150.000 луѓе и ќе се најдат сигурно многу луѓе кои ќе речат како не ти е страм, оправдуваш штепање, оправдуваш насилие, пратеници во парламентот за малку ќе загине. Јас оправдувам се и ќе го повторам, оправдувам се во одбрана на својата држава, на својот народ, на својот идентитет и на своето име, се. Тоа е. Хушкате македонец на македонец. Тоа е всушност желбата на сите кои не ја сакат Македонија. Со овие збори, вие всушност хушкате македонец на македонец. Свесен ли сте дека тоа може да донесе? Знаете, во време на Втората светска војна шо беше? Немаше квинзинци, немаше предавници и шо правеа? Нали? Кога некој се бори против својата држава, против својот народ, тој за мене не е македонец. Сакајќи да ги спои тие две драматични крајности на реформска десница и на патриотска десница, односно две структури кои работеа за главата политичката екзекуција на Никола Груевски. Никола Груевски пробува да ја наметни стратегијата или концептот на граѓанска десница. Тој концепт и таа стратегија Никола Груевски ги промовираше на почетокот на изборната кампања за овие локални избори, кога каже дека ВМРО ДПМНЕ во иднина, додека тој е начело на партијата, ќе функционира како граѓанска десница. Всушност, Никола Груевски на тој начин сакаше да ја спречи опасноста од драматична меѓународна изолација на ВМРО ДПМНЕ и да ја приближи ВМРО ДПМНЕ после настаните од 27 април до неопределените гласачи во рамки на Република Македонија. ВМРО ДПМНЕ беше и народна и конзервативна партија и ќе ги задржи овие атрибути. Но денес сметаме дека треба јасно и недвосмислено да им се обратиме на сите граѓани кои ги делат нашите вредности и да се легитимираме пошироко и поедноставно како граѓанска десница. Граѓанската десница се стреми и кон сентиментот кој е близу до центарот и своевите на граѓани кои се ориентирани кон пазарното општество и кон граѓанските вредности во политичка смисла на зборот. Анализите на изборите на 15 октомври покажа дека од тие 335.000 гласови освоени на советничките листи остана на ВМРО ДПМНЕ,
250.000 гласови отпаѓаат на тоа тврдо партиско членство или на тоа тврдо партиско јадро. Некаде 85.000 гласови, значи некаде околу 1/4 од освоените гласови отпаѓаат на тие неопределени гласачи во рамки на Република Македонија. Што се должи тоа, почитани гледачи? Сите анкети кои беа правени во Република Македонија покажуваат дека некаде околу 1,6 милиони или 1.650.000 граѓани кои живеат во Република Македонија како најсензитивни теми за својот опстанок и еднината на државата ги посочат економските теми и борбата против корупцијата. Некаде околу 850.000 жители или граѓани на Република Македонија како најесенцијални ги посочуваат темите во здравството на Република Македонија и само 650.000 жители или граѓани на Република Македонија се посебно или исклучително сензитивни визави тиранската платформа, договорот со Бугарија и името на државата. Имајќи го тоа во предвид, претпоставувам дека раководството, началството или сегашниот прв човек на ВМРО ДПМН одлучија да водат кампања кај што на тапет или на тацна ќе бидат ставени економските теми и борбата против корупцијата и криминалот. Стратезите на СДСМ тоа го сваќаат веќе во првите неколку дена од кампањата, разбират дека целата кампања ќе биде дефокусирана, нема да се оди на национални теми, нема да се оди на радикализирање на политичката сцена. Од тие причини веќе на митингот во Битола на Зоран Заев му е наредено да ја радикализира реториката или да ја радикализира политичката кампања. На митингот во Битола Зоран Заев се обидува да го навлече Никола Груевски на национални или националистички теми. И го гледам човекот зборува после 11 години, после бомбите, после вистината за Македонија, после сите докази во јавност. Зборува за борба против корупцијата и криминалот. Тоа е како да се бори Никола Груевски со Никола Груевски. Тоа е како боксер да боксува сам со себе. Очекувам победа со повеќе од 5000 гласа, разлика во Битола. Многу енергија, многу странски пари беа потрошени на проектот Зоран Заев и насилно сменување или бркање од власта на Никола Груевски, за да му се дозволи на Никола Груевски да победи на изборите на 15 октомври. Целата таа операција почна некаде 2013 година. Во текот на 2013 година за прв пат во Република Македонија доаѓа експертот за шарени револуции Срđа Поповиќ, човекот кој беше начело на отпор кога се рушеше Слободан Милошевиќ во соседна Србија. Доаѓа 2013 година во Република Македонија, го сондира теренот и ги дава наредните смерници што да се прави во наредниот период. Интересно е дека Срđа Поповиќ учествува во организирање на оние немири протести во Турција или оние протести поврзани со настаните на плоштадот Таксим. Во тој временски период еден од главните оперативци на Американската амбасада во Турција е амбасадорот на Република, односно на Соединетите Американски држави во Република Македонија, господинот Чейз Бейли. Се подготвував за ова интервју и сега кога се распрашувам, бидејќи освен тоа што на интернет нели треба да знаеме кој е Срđа Поповиќ, што е, како е, кој стои за него, и првата реченица беше тоа е човек на ЦИА. Значи е деклариран човек на ЦИА, значи ЦИА стоела за него. Бил апсен во отпор, па Amnesty International успеа да го извади за 8 сати веднаш од кога го апсен во отпорот они први протести во Белград, подосна и во Нови Сад. Мора да е човек на ЦИА. Подосна дека американците стојат зад вас. Мора да е Бетмен. А не дека имате кариера која американците ја спонзорират и понатаму. Sad je to potpuno fascinantno. Znači ti imaš jedan režim koji je lepio te nalepnice, strani plaćenici, domaći izdajnici još 91. godine. Не платени, човек на ЦИА. Тоа е веќе формацијски, знаете. Значи не даве, него формацијски вие сте. A dobro, to je nalepnica koju izmislio Sloba jer nije hteo da prihvati istinu. Istina je bila da ljudi njega baš nisu voleli, da nisu baš svi hteli da ratuju u Hrvatskoj, da nisu baš svi bili oduševljeni njegovom politikom i onda je morao nekako da objasni kako nisu to u stvari Srbi, nego je to sad neka CIA ili neko drugi izmislio. Добре, да не ви лепам етикета ко Слобе, директно ќе прашам. Дали Слобе, па да. Дали сте човек на ЦИА? Naravno da nisam. Стратегијата на Срđа Поповиќ предвидуваше вклучување на студентите, на средношколците или на таа млада популација во политичките разврски во Република Македонија некаде на преминот од 2014 кон 2015 година. За прв пат во време на своето владење Никола Груевски се соочува со масовни протести кои се организираат од студентите и средношколците по скопските улици.
На почетокот на таа 2015 година све беше подготвено во Македонија да се случи македонскиот 5 октомври, односно насилно сменување на Никола Груевски од власта во Република Македонија. За да се излечи од таа политичка ситуација, Никола Груевски прво го апси поранешниот шеф на македонската државна безбедност Зоран Верушевски, а подоцна го обвинува тогашниот лидер на македонската опозиција дека сака да спроводи државен удар или пуч во Република Македонија. Во периодот помеѓу септември и ноември 2014 година остварив 4 средби со господинот Зоран Заев, председател на партијата СДСМ. Првата средба беше инициирана на негово барање, а понатамошните беа поврзани со првата. На овие средби господинот Зоран Заев побара од мене итно формирање на техничка влада и притоа ме информираше дека во соработка со одредена странска разузнавачка служба прибавил снимени телефонски разговори, речиси од целиот државен врв. Во тој временски период, поранешниот македонски премиер и лидер на ВМРО ДПМН Лјупчо Ѓорѓиевски го дава на легендарно интервју, кај што вели: секогаш кога кажувам УДБА, мислам на СДСМ, односно дека истите луѓе кои него му ја направи аферата Големо Туво, која предходеше на војната или војниот конфликт 2001 година, всушност тоа е за целата оваа операција пуч и во рамки на најновата или тогашната политичка афера со прислушкување во Република Македонија, поради која беше затворен господинот Зоран Верушевски. Не сакам цело време да ви кажам СДСМ, цело време ми викам УДБА за да го заштитам СДСМ. СДСМ снимал. Еве што сакате понатаму? СДСМ снимал. Преку УДБА, преку Верушевски и преку структурата. Може би не биле ни свесни. Внатре во МВР, каде начело е директорот Милко. УДБА, значи, каква е конекцијата меѓу тие тројца, Верушевски, Костовски и Лазаревски, понатаму со делови од структура на СДСМ, не можам до крај да ви кажам. Меѓутоа, дел од раководството во одредено време ја фаќа таа јадица. Кај го има тоа? Во која држава го има тоа? Таа истата тројка што го отвори Големо Туво. Така што не ми треба на мене дополнителни факти. Јас зошто да ги сакам да ги бранам тие што се обиделе да ме рушат, да ми прават пуч? Па тие тогаш ми направиле пуч на мене. Под силен меѓународен притисок или под притисок на меѓународната заедница која делува на територијата на Република Македонија, Лјупчо Ѓорѓиевски ги менува своите политички ставови и веднаш после 27 април, и тоа што се случи на 27 април во македонскиот парламент, кога веќе беше јасно дека Никола Груевски оди во опозиција, Зоран Заев доаѓа на власт, побара оставка на Никола Груевски. Лидерот на пробугарското крило во рамки на ВМРО-НП, господинот Слободан Близнаковски, тоа јавно го соопшти во рамки на емисијата во Центар. Лјупчо Ѓорѓиевски вели Никола Груевски треба да го следи мојот пример. Тоа е значи став на Лјупчо Ѓорѓиевски и треба да си поднесе оставка на лидерската функција во ВМРО ДПМН, како што направи Лјупчо Ѓорѓиевски 2003 година. И вие го делите ставот на вашиот лидер по тоа прашање? Можете ли да ми дадете друг пример, освен Лјупчо Ѓорѓиевски, кој што покаже што значи да се води од демократските принципи на живење во една држава повеќе партиска, каде што како председател на партија процени дека ги изгуби изборите и сметаше дека треба да го напушти лидерското место за да го отстапи на некој друг кој што може да освои повеќе гласови на некои си наредни избори. Кое што тоа и се случи фактички 2006 година Никола Груевски го порази СДСМ. Може ли да го анализираме моделот под кој се поднесол Лјупчо Ѓорѓиевски оставка? Тоа е 2003 година, значи на 15 септември 2002, оној легендарен 15 септември, има избори во Република Македонија. Знаете колку гласува освои Лјупчо Ѓорѓиевски на 15 септември? Колку бе некаде, не може да се 299.000. 300.000. Значи 299.000. Бранко Царенковски на тој легендарен 15 септември освои 497.000. Значи разлика од некаде 297.000. Пардон, 197.000, околу 200.000 гласа. По теретот на такви изборни резултати, Лјупчо Ѓорѓиевски се поднесе оставка, значи не од демократски причини, туку поради тешкиот изборен пораз кој го дожива на 15 септември. Сега немојте човек кој е губитник на изборите да правите демократска величина. Зошто сметате дека Лјупчо Ѓорѓиевски и покрај тоа што ги
изгуби изборите, не може да остане начело на ВМРО ДПМН. Па може, меѓутоа ги Лјупчо изгубил Георгиевски изборите. имаше поддршка комплетна од членството и од останатите од извршниот комитет и понатаму да продолжи да води партијата. Вие би останали Меѓутоа, начело на партија ако изгубите со 200.000 гласа разлика? независно кога и да изгубам, би требало да се повлечем од лидерското место. Колку освои Никола Груевски нови избори на 11 декември? 450 и нешто илјади. 453.000. Да. Колку освои Заев? 430 и нешто илјади. 436. Така. 453 е повеќе или помалку од 436? Па во случајот е помалку. После ваквите најави беше јасно дека Никола Груевски ќе мора да ги изгуби следните локални избори, односно дека меѓународната заедница нема да му дозволи на Никола Груевски или нема да ја повтори грешката од 11 декември минатата година, кога некаде со околу 20.000 гласови Никола Груевски победи на парламентарните избори. Само еден месец после тие немили настани во македонскиот парламент, значи еден месец после 27 април, така наречената патриотска десница побара бојкот на локалните избори и побара бојкотирање на институциите на државата, односно блокада на институциите на државата. Тоа ќе значеше едно дополнително изолирање на меѓународната сцена на партијата ВМРО ДПМН. Што значи бојкот на изборите и не можевме да видиме на примерот на соседна Албанија. Тамашниот лидер или лидерот на Демократската партија на Сали Бериша, господинот Лјузин Баши, се закани дека ќе ги бојкотира и дека нема да учествува на изборите, на парламентарните избори кои летово со држава Република Македонија. Предпоставувате меѓународната заедница во Тирана го испрати нам познатиот Хој И, кој успеа да го скрши лидерот на опозицијата, тој мораше да ги прифати сите услови, да се појави на парламентарните избори и катастрофално да ги изгуби тие избори кои беа организирани од Еди Рама. Во Албанија опозицијата предводена од Демократската партија протестираше денеска пред владата барајќи да се формира техничка влада за слободни и фер избори. Председателот на партијата Лјузин Баша протестот го нарече референдум на албанците за нова република. Баша уште еднаш ја потврди својата решителност да не учествува на изборите следниот месец. Рековме дека избори без опозиција нема и нема да има. Избори со криминалот поврзан со дрогата нема и нема да има. Само ден по посетата на американскиот дипломат Хојд Брајан Ни во Албанија, главните политички лидери во земјата соопштија дека постигнале договор. Заедничката изјава беше дадена во утринските часови по разговорите меѓу лидерите кои траеле 3 часа. Со голема помош на меѓународната заедница, всушност да бидем искрени, со огромна помош на мокните амбасадори кои делуваат во Република Македонија, македонската политичка сцена се појавува таа така наречена реформска десница. На агендата на таа реформска десница се промени во врвот на ВМРО ДПМН, демократизација на ВМРО ДПМН и смена на Никола Груевски. Ве повикуваме масовно да ја поддржите иницијативата за демократизација и модернизација на нашата партија, за враќање на партијата во рацете на сите нас членовите, за враќање на углед и честа на партијата пред домашната и меѓународната јавност со цел брза промена на владата на СДСМ и формирање на нова влада на ВМРО ДПМН со нови луѓе за нови евроатлантска иднина на Македонија. Ударната тупаница на меѓународната заедница во невладениот сектор во Република Македонија, тоа е невладената организација Цивил и Џабир Дерала, беа активно вклучени во процесот на промоција на таа реформска десница во Република Македонија. На трибина организирана од Цивил, реформската десница за прв пат пред македонската јавност ги соопшти или ги промовираше своите политички стојалиста и своите политички очекувања. Значи, благодарност на Цивил, кој ни дозволи без никакви табуа да застанеме пред сите вас, да кажеме кој сме, што сме, кој е нашето минато, кои се нашите погледи кон иднината и кои се луѓето кои застанаа да ги сменат некои работи каде што видоа дека не водат во правец кон подобра иднина. Есента 2015 година, значи 2 години пред овој пораст на Никола Груевски на локалните избори, господинот Џабир Дерала, кој е главниот играч на меѓународната заедница во тој невладен сектор или главниот оперативец или таа ударна тупаница на меѓународната заедница за реализација на сите проекти преку таа невладена сфера во рамки на Република Македонија поврзани со смената или политичкото пензионирање на Никола Груевски, значи тој Џабир Дерала во интервју за емисијата во Центар есента 2015 година го нацрта или го отслика целото сценарио што може се случи во Република Македонија во изминатите 2 години. Колку што можевме да слушнеме од медиумите, полни стеко брод. Пари од Сорос, малце Велика Британија, малце Швајцарија. Ако не направите некоја револуција во Македонија, ќе мора да рефундирате дел од средствата. Прво и основно тие средства не се дадени за да се прават револуции.
тие се, колку и да звучи фразерски, меѓутоа тоа се средства кои се наменети за јакнење на граѓанската свест за слободни избори. Што подразбира јакнење на граѓанска свест? Да ги дочекаме странците ко хрватите што ги дочека германците 41 година? Не, напротив се работи за внатрешно јакнење на општеството, кое ние се обидуваме да ги убедиме граѓанките и граѓаните дека тие треба да застанат самите во одбрана на своето гласачко право. Сите проекти што ги работиме оваа година се токму насочени кон граѓанската култура во однос на изборите, во однос на изборните процеси. Свесни сте за една силна фрустрација која постои во јавноста, посебно за таа улога на странците која влече корени, ајде да речем можеби тој проблем со името, нели, една незаслужна позиција во која се наоѓаше Македонија, меѓутоа многу повеќе од 2001 по подосни 2004 година, па доаѓа странци, ни покажува на САД дека ќе ни истече времето, па учествува во разрешницата 2001 година, таа силна фрустрација е присутна кај македонците. Нов обид за некој акторирање на политичка гарнитура која е по волја на странците би било фатално можеби за Република Македонија. Знаете што, во Република Македонија за помалку од 15 години ние имаме втора ситуација, втор пат кога странците се тие кои ни помагаат да се издигнеме од длабоката криза. Првата беше 2001 година, имате право за 2004, меѓутоа оваа година 2015 е означена како година во која меѓународниот фактор доаѓа да ни помогне да не се распаднеме тотално по сите шавови. 2001 влага во собрание, ги фрла компјутерите на Борис Трајковски. Се заканува дека ќе влезат во владата. 2015 година таа национална фрустрација е уште поизбликната. Се плашам дека ако некој влезе во таков процес, нас може да не се случи многу подраматично случување на народ, отколку што беше 2001 година. Не знам колку сте свесни Јас сум невладина организација. Во потполно свесен за тоа и мислам дека имате право кога велите дека ние сме во ситуација во која навистина ерупцијата може да биде многу драматична. Да не кажам нешто како украинско сценарио. Што сакам да кажам со ова, почитувани гледачи? Што сакам да ви презентирам или да ви сугерирам со овие парчиња кои ги пуштам во оваа моја вечерашна анализа во рамки на емисијата во Центар, дека ништо не е случајно, повторувам, ништо не е случајно од тоа што се случува денес во Република Македонија. Се е добро, испланирано, креирано и спроведено. Почнува практичната реализација на планот за детронизирање Никола Груевски на македонската политичка сцена и на врвот во ВМРО ДПМН. Спроведена операцијата ОП-3, кај што сите оперативни податоци, мрежи, соработници, одредени партиски структури, активисти кои делуваат на локалните избори или кои делуваат во рамки на изборната кампања на ВМРО ДПМН, значи тој список со имињата на тие луѓе и на тие нивни мрежи им беше даден во рацете на структурите блиски на безбедносните органи на Република Македонија и блиски до стратезите кои реализираат целата таа операција. Всушност, од нив се бараше на одредени изборни места, во изборни комисии или луѓе кои биваат активно вклучени во изборните процеси, да стават луѓе врз кои ќе може да се врши влијание за одредени изборни разврски. Како второ, е реализирана операција на сондирање на теренот, направена анкета од одредена рейтинг агенција, агенција за мерење на рейтингот многу блиска до македонската опозиција. Направена теренска анкета на 2500 испитаници. 2500 испитаници кои се членови и симпатизери или гласачи на ВМРО ДПМН. Тој начин некаде во текот на летото оваа година направен психолошки профил на човекот или на гласачот ВМРО-вец, за што гласа, кои му се смерниците, за што се залага, што може да го повреди, што може да го израдува. Значи, точно некаде средината на летото, кога се појавува таа патриотска, односно реформска десница, веќе го имат направено и психолошкиот профил на обичниот гласач на ВМРО ДПМН. Понатаму е све работа на техника. Кога тие информации доаѓаат во раце на безбедносните структури, а да не забораваме Оливер Спасовски веќе 2 години министар за внатрешни работи и апсолутно располага со една широка мрежа и голема армија на соработници преку кои може да спроведи секакви политички или безбедносни агенди, кога стратезите кои работат на проектот за детронизација на Никола Груевски смени во врвот на ВМРО ДПМН располагаат од една страна со алатка каков е психолошкиот профил на обичниот гласач на ВМРО ДПМН, од друга страна располагаат со мрежите на активисти кои можат на терен да работат за ВМРО ДПМН, тогаш им беше лесно со помош на бомбите, со помош на уцени дека ќе бидат компрометирани на јавната сцена или во својата локална средина, тие луѓе да ги натерат да работат против ВМРО ДПМН.
Друга една структура е веројатно платена, трета е на некој начин оценета, барани се луѓе во државната администрација, одредени opinion makeri, вработени во Рекбитола и на разни други места. Таа бројка и таа структура во овој временски период, синхроно, координирано или некоординирано, како патриотска десница и како реформска десница работеа за тоа што се случи на изборите на 15 октомври и работеа против ВМРО ДПМН, против Никола Груевски. Почитувани новинари, дозволете да ви се заблагодарам за вашето присуство и почитувани членови на ВМРО ДПМН, дозволете да ви се заблагодарам за вашето присуство. И мала корекција, на почеток, ние не сме опозиција во опозицијата, ние сме опозицијата. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски мислам дека е најпоценетата личност на македонската политичка сцена. Како министер за внатрешни работи, како поранешен генерален секретар на СДСМ, тој е човек со исклучително влијание не само врз политиката на СДСМ, туку и врз теренските активности на СДСМ. Да не заборем, Оливер Спасовски скоро 2 години е начело на Министерството за внатрешни работи. Сега, кога владата ја формира Зоран Заев и претходно во 2 наврати кога функционираше широката влада во Република Македонија. Оливер Спасовски во овие 2 години има направена на широка мрежа на своји соработници преку кои може да спроведи одредена политичка агенда. На крајот на криштата Оливер Спасовски на изборите минатата година, на 14 декември, имаше генералната проба на тој свој модел на политичко функционирање. Грешките кои беа направени на изборите на 11 декември беа поправени на изборите на 15 октомври, значи пред 7 дена. Имавме и неколку случаи кои што ги процесиравме, кои што ја потврдуваат оваа теза. Вие влеговте у Куманово и Куманово направивте истрага во станот на началникот поранешен, донесен од Оливер Спасовски, и го пуштивте. Знаете, се однесувате, што ја знам, ко некој судија, треторазреден судија во некој фудбалски надпревар кој треба да биде изгубен. Влагате, све знаете, а никаков ефект немате, никакво процесуирање немате. Како МВР, како структура на МВР. Видите, Оливер Спасовски го криминализира министерството, носи криминални структури и ние не добиваме ниту една потврда, судска, истражна, било каква друга, па нека отврли катиција, нема проблем, или нека отврли судството, меѓутоа нешто мораше да биде документирано. Ви се случува инженеринг, ви се случува изборен пуч, ви се случува фалсификување на изборите од масовни размери, гледате, трансфери, таква преселба на гласови немало ни 6-7 век, кога народите се преселувале тука во Европа, од Азија во Европа. Значи овде имате трансфери на гласови по етничка основа, по секаква друга основа, а министерството се однесува како маж кој последен дознава за изневерата на својата жена и сопруга. Веројатно е привид или таков печаток се стекнува. Ние нашите активности не ги базираме или не се засновани на активности или действија кои имаат само дневно политички цели. Значи нашите активности се насочени кон темелно и сериозно истражување на различни аспекти на криминални појави за кои имавме и информации и индикации. Значи нити е завршен. Овој случај што го спомнувате не е завршен. Значи се уште требаат активности, се уште требаат Тој држеше говор. Се уште требаат проверки. Вие го пуштате други ден, држи политички говор. Добро, тоа кажува за профилот на луѓето кои што беа инволвирани, односно кои што беа вградени во Министерството за внатрешни работи, преку кои требаше да се изврши департизација, деполитизација и декриминализација. Дали структури кои беа донесени во Министерството за внатрешни работи учествува во купување на гласови на овие избори, според вас? Според сите информации учествува и во вршење на притисок врз граѓани, врз припадници на полицијата и врз лица кои што беа зафаќени со коруптивни активности од партиски играчи. На 7 и 8 октомври, значи една недела пред локалните избори на 15 октомври, врвот на ВМРО ДПМН ги добива тие нарачени и лажни анкети. Случајно или намерно на врвот на ВМРО ДПМН му беа испорачени тие лажни анкети кои покажува стабилно водство од неколку проценти на партијата на локалните избори. Тоа, веројатно, беше причина ВМРО ДПМН последните 7 дена од кампањата да води апсолутно мека кампања и додека СДСМ почна да води она валкана кампања со напади врз Никола Груевски или она кампања, знаете, кога ќе го симните ликот или маската на Коневски или било кој друг градоначалник кој можеше да победи на изборите локални во Република Македонија, кога видите ликот на Никола Груевски, таа кампања СДСМ ја водеше сакајки да ги мотивира своите гласачи и да ги демотивира гласачите на ВМРО ДПМН. Од друга страна, ВМРО-ската структура, освен шурувањето на песната "Слушам ке шумат шумите", не правеше ништо во последните 7 дена на кампањата, бидејќи сите анкети покажува или кои беа доставени до нив на 7 и 8 октомври покажува убедлива победа на ВМРО ДПМН на локалните избори. Времето веројатно и внатре партиските анализи ќе треба да покажат дали тие анкети кои беа доставени до врвот на ВМРО ДПМН
беа случајно погрешка направени или беа намерно погрешка направени во соработка на луѓето кои ги прави анкетите со мокните амбасадори во Република Македонија. Слушам кај шумат шумите буките, слушам кај шумат шумите, плачам за војвода така бидано. Ако гласаш за Ивица, ти гласаш за криминалите и насилството на Никола. Време е да ја завршиме таа лоша приказна. За да бидат сигурни дека уценетите луѓе од структурите на ВМРО-ДПМН ќе бидат послушни на изборите, некада не една недела пред локалните избори на 15 октомври отпочнува една масовна операција на апсење на луѓето инволвирани во настаните на 27 април. Со драконски казни кои им беа изрекувани, всушност требаше да се испрати порака на страф до сите оние кои беа предмет на одредени уцени и на одредени закани од безбедносните и политичките структури во Република Македонија на локалните избори 2017 година да работат против својата партија. 65-годишниот Панчо Ангелов, на кој му се судеше за насилствата во собранието од 27 април врз тогашната пратеничка Радмила Шекеринска, сега министерка за одбрана, е осуден на казна затвор од 4 години. Преголема, ептен преголема за делото што го направи. Сума сумарно, овие избори на 15 октомври всушност беа избори за политичко и секакво друго преживување на три крупни маркантни играчи на македонската дипломатска или политичка сцена. Првиот е амбасадорот Джезбели, вториот е премиерот Зоран Заев и третиот е сегашниот лидер на ВМРО-ДПМН Османет Никола Груевски. Во таа битка до истребување беа користени сите дозволиви и недозволиви средства. Меѓутоа, јас пак нема да се согласам со тезата дека странците се против ВМРО-ДПМН. Како тогаш Елизавета Канчевска-Милевска доби орден од Италија за заслуги на... Не се разбираме. Ја велам, странците ќе се согласат со победа на ВМРО-ДПМН, бидејќи тоа им го покажат анкетите. Не сум сигурен дека странците ќе се согласат со победа на Никола Груевски. Мислам дека сум многу јасен. Да. И што сега, почитувани гледачи? Никола Груевски најави анализа на изборните резултати и анализа по завршување на изборите, што се случило и какви ќе бидат идните политички разврски во врвот на партијата. Патриотите и реформаторите во ВМРО-ДПМН барат негова смена. На крај ќе се покажи кој ќе испадне како победник во таа натрешна битка во рамки на десницата за останување на Груевски на челната позиција или за негова сменување. По завршување на изборите ќе следи анализа на изборите. Ќе се изанализираат сите аспекти на денешните резултати, со цел да се утврди покрај сите масовни нерегуларности. Што друго од наша страна беше недоволно добро или погрешно направено, заради што не добивме подобар резултат на овие избори. Јас како председател на партијата секако имам највисока одговорност за изборните резултати, што и преходно во моите јавни настапи го кажав. За сето тоа, за причините, за резултатите и идниот правец ќе се дискутира во периодот веднаш по завршување на изборите. Ова беше емисијата во Центар или на наша политичка анализа и политичко видување на тоа што се случи во првиот круг на локалните избори пред 7 дена. Идната недела, почитувани гледачи, ќе нема емисија во Центар, бидејќи ќе биде реализиран вториот круг на локалните избори. Значи ние се гледаме на 5 ноември или 2 недели, почнувајќи од сега. До тогаш ви посакувам добро здравје, успешно гласање на тие кај што ќе има втор круг на локалните избори и пријатна вечер Македонија, каде да си.